председателке, почитувани колеги, представници на медиумите. Денес дискутираме за трансформация на ръкометниот клуб Пелистер во акционерско друштво. Тоа што го дискутиравме порано, сега само го филоваме. Јас дел збор, слушајќи го колегата председател на Комисијата за спорт и млади, и толку заради тоа, гледајќи ја законската регулатива на која што тој се повика дека ние треба да бидеме трансформирани во акционерско друштво, најпрво ќе споменам неколку работи, а после ќе ве прашам да ми одговорите околу идејата на ръкометниот клуб Пелистер. Значи, во одлуката, во правителната одлука што е донесовме за трансформација на ръкометниот клуб Пелистер во акционерско друштво, беа наведени дека покрај општина Битола ќе учествуваат и две приватни фирми. Почитувани колеги, јас сакам да слушам од вас, кога носат нова одлука, дали тие фирми беа прашани, дали воопшто ќе учествуваат во акционерскиот капитал на ново формираното друштво. Значи, дали тоа вие го зедовте за популистички настав, дали сакате пред граѓаните на Битола да покажете дека има заинтересирани стопанственици кои што добро котираат на општина Битола и дека тие се идните креатори на ръкометното друштво. Значи, тоа сакам да го слушам, дали тие луѓе навистина беа консултирани во тој момент кога носат одлука. Дали беа заинтересирани да влезат во акционерското друштво, или вие само напишавте одлуката за да донесете кој што ја донесовте, за да влеземе во системата на правување на Македонската ръкометна лига, тоа што спомена колегата Илиевски. Значи, таа е да дилема што се јавува кај мене, бидејќи за 10 месеци, втор пат, трет пат, носиме ваква одлука. Во законската регулатива вели дека ново формираното акционерско друштво до крајот на годината треба до соодветната федерација да достави финансиски извештај. Значи, финансиски извештај треба да доставиме за работењето на акционерското друштво. Значи, тоа сакам да го надоврзам со она што зборуваше колегата Кресаповски, каде што ние треба да имаме одреден дел на средства кои што треба да ги потрошиме во надпревачката сезона, за на крајот на годината да кажеме што сме направили и колку сме потрошили. Колегата Кресаповски спомена дека ние немаме одделено во буџетот на општина Битола такви пари. Бидејќи сега ќе видиме 100% акционери. Пред тоа бевме 30%, значи сумата што требаше да ја одделиме требаше да биде помала, сега соодветно со ова што денес треба да дојде на одлука, ние треба да одделиме поголема сума на средства за таа надпревачката сезон. И друга работа што сакам да ве прашам колега Жолаковски, до крајот на годината, значи до 31 декември, со ова законската регулатива, ние треба до соодветната федерација или до организатор на преживувањата да доставиме програма за работа на акционерското друштво за наредната година. Значи, дали имаме некоја визија што ќе правиме понатаму? Ево, денес ќе донесеме одлуката дека општина Битола ќе биде 100% акционерско друштво и што понатаму? Што понатаму? Само ќе го промениме називот во централен регистар или навистина имате намера, бидејќи кај вас каде се парите, тие што носите одлуката за буџетот, дали имате намера навистина ръкометниот клуб Пелистер да тргне од мртва точка? Значи, тие дискусии сакам да ги слушам од вас. Не празна, да речем, реторика, празен говор дека ние согласно законот треба да се трансформираме. Точно, според член 9 од законот за спорт, ние треба да се трансформираме во акционерско друштво. И тоа што понатаму. Дали началникот на секој денес беше повикан тука, ќе дојде ќе каже дека јас ќе одделам 100.000 евра од Битвес, нема да ги трошам, на наредниот ребаланс на буџетот ќе ги насочам за развој на спортот во Битола. Кого не треба да кажеме, бидејќи денес разговараме за ръкометот, ќе одат за ръкометот. Дори човекот нека се откаже, ако не може да дојде. Нека излезе на пресконференција, тој така сака да го пред камери. Нека излезе, нека каже. Имаме намера да го
воздигнеме ракометот во битола на високо ниво. Само да не биде исто како што го крена фудбалот на вакво ниво. Значи со такви одлуки кои што ги носете, со такви договори кои што ги склуче началникот Таевски со ваш Амир, вие почитувани колеги од државна не давате како право. Значи фудбалот го донесе на највисоко ниво. Не знам дали ракометот ќе тргне од мртва точка, меѓутоа во иднина, кога ќе носиме некои други вакви слични одлуки, ќе мора да земете во обзир и што опозицијата дискутира. Значи, ние тогаш бевме малку скептици околу фудбалскиот министер. За жал се покажа на виделина, што навистина мене ми е жал, тоа ми е слаба точка. Фудбалот, ево денес разговараме за ракометот и се надевам дека ви имате слух за воиднина ракометот да си озовие место за кое што се имаше во минатото време. Сега се надевам дека после мојата дискусија ќе излезат и нови прашања што ги постави, ќе ми одговорите. За да бидам убеден, како ќе да се одлуката при моето гласање. Благодарам.